Уште нецели 5 дена остануваат за кампања на кандидатите за градоначалници на општините и на град Скопје, кој не добија победник со мнозинство гласови по првиот изборен. Скопјани ќе гласаат за градоначалник на Скопје, а ќе се избираат и општински градоначалници во Аеродром, Центар, Карпош и Шуто Ризари. Од околните општини во првиот круг не се избра градоначалник и на Чучер Сандево. За град Скопје ќе се гласа за кандидатот на ВМРО-ДПМН Орце Ѓоргиевски, а против кандидат е членот на Левица Амар Мециновиќ. Во Аеродром гласачите ќе одлучуваат помеѓу Дејан Митевски од ВМРО-ДПМН и Александар Трајановски од СДСМ. Во Центар на гласачкото ливче ќе се Горан Герасимовски од СДСМ и Мирослав Лабудовиќ од ЗНАМ, а во Карпош нов градоначалник ќе биде или Сотир Лукровски од ВМРО-ДПМН или досегашниот Стефчо Јакимовски од ГРОМ. ВМРО-ДПМН ќе има можност да добие градоначалник и во Шуто Ризари, но под услов нивниот кандидат Ерџин Демир да освои повеќе гласови од актуелниот градоначалник Курто Дудуш. Во Чучер Сандево ќе се избира помеѓу Зоран Бајовски од ВМРО-ДПМН и Сашко Комненовиќ од СДСМ. Кој од наведените кандидати ќе станат градоначалници, ќе кажат скопјани преку вториот изборен круг во недела. Во првата недела ќе имаме нормализирање на состојбите со јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, но и ќе започнеме конечно да го откочуваме процесот за мостот Љубљанска да стане функционален, а вие да имате нов начин на движење овде во Карпош. Тоа ќе бидат нашите први чекори, а сето она што го имаме ветено во нашата предизборна програма, се обврзав за истото и одговорно стојам позади тоа дека во наредните 4 години ќе биде заеднички со Сотир реализирано овде во Карпош и секако со поддршка на нашиот претседател Христијан Мицкоски. Доколку ја добиеме поддршката дополнително, тогаш можеме да разговараме за состојбите во комуналното предпријатие кое со години се колабира намерно преку управниот одбор, но и преку Советот на град Скопје, и во однос на самото комунално предпријатие, како што рече премиерот Мицкоски на 10 септември 2025 година, рече дека ќе имаат план за негово приватизирање, тоест создавање на јавно-приватно партнерство во комунална хигиена Скопје, и тука ни се покажуваат и сликовито ни се покажуваат едноставно контурите на планот кој досега беше во главите на градоначалниците на ВМРО-ДПМН. Карпош не сака повеќе празни зборови и лажни обвинувања, сака нова политика. Политика со јасна програма, каде што секој денар на граѓаните ќе биде видлив и оправдан. Јас нудам план за транспарентна и модерна општина, за чист воздух, за уреден урбан развој и крај на партиските тендери. И тоа не е ветување, тоа е обврска. Доста беше од луѓе што со години ја држат општината во раце и мислат дека сите ќе заборават што направиле. %2 од општинскиот буџет ќе биде враќан назад во урбаните заедници, а тоа значи од 15 до 25.000 евра годишно во зависност од бројот на жителите. Тоа значи дека граѓаните нема да имаат потреба да за ситни работи се јавуваат во општината, туку сами ќе одлучуваат и ќе имаат сопствен буџет. Започнуваме со хортикултурно и партнерно уредување на потегот од Зеленото пазарче до улица Македонија. Поставуваме нова изолација за спречување на течење на вода во подземните гаражи, а целата површина ќе добие нови плочки, зеленило на 2400 квадратни метри, модерно лето осветлување и урбана опрема.
Поставуваме и нови детски реквизити, кошаркарско игралиште со нова подлога и систем за наводнување. 90 секунди лажни ветувања на ВМРО. Аеродром не е безбеден и сигурен, нема смарт аеродром, не е дигитализиран, нема апликација Мој аеродром каде секој граѓанин ќе ги пријавува директно проблемите. Напротив, проблемите на аеродром не биле никогаш поголеми, но нема кој да ги слушне. Нема паметна и урбана опрема и бесплатна интернет зона. Не изградија 4 нови градинки, а реално не изградија ни една. Не ги реновира, нити модернизира основните училишта. Како општина имаме можеби најголемо урбано зеленило од сите општини во градот Скопје и покажавме и докажавме изминатиот период дека нашата цел не е тоа зеленило да го пренамениме за изградба на згради, нешто што се правеше претходно, туку нашата цел е да го задржиме и развиеме тоа постоечко зеленило. Во самиот систем на одржување на зеленилото, ние како граѓани секој месец плаќаме одредена сума, одреден надоместок во сметката за вода кон градот Скопје за одржување на урбаното зеленило.